Добре дојдовте во ново видео. Мислам дека веќе по самиот наслов ви е јасно што ќе правиме денеска. По подкастот со Зоки Роџер, кој што помина неверојатно многу гледан, имаше многу реакции. Цели 3 часа ни ја раскажа својата животна приказна која што стварно е тешко да се слуша, а уште потешко да се искуси. Меѓутоа во тие 3 часа одвоивме некои си 20 на 30 минути за куќата на бесконечноста. Куќата која што тој сам ја изградил со своји раце. Тој вели дека има сериозно добра приказна и на самиот подкаст одлучивме дека нема толку многу време, меѓутоа се договоривме да направиме посебно видео. Тоа го правиме денеска, на кое што ќе објасниме, односно тој ќе објасни многу повеќе за оваа куќа и каква приказна има позади неа. Веднаш ќе сакам да го повикам. Зоки, добар ти ден. Денеска имаме еден час видео, баш она што го зачнавме на самиот подкаст. Денеска малку повеќе да го објасниме. Тука сме пред мајка Тереза, куќата на бесконечноста е позади нас, се гледа убаво. Што представува за тебе овој дел од градот? Значи, вака ќе ви кажам, почињаме од овдека, бидејќи овдека беше замислен да има еден телескоп за да може туристите да го гледаат она што сум го направил. Баш тука? Баш овдека, да. Значи, овдека, што е значено за овде, што треба да кажеме дека куќава не е правена јас како што сакам, него е направена по некои, да кажеме, прашалници, визии, и тие се одговараат, и како јас ги одговарам прашалниците, така се доаѓаат и знаците, и така куќата почиња да се прави. Овдека ќе видите на самата линија на куќата, на балконот продолжува старата архитектура, каде што ја запазуваме старата архитектура на кинокултура. И овдека е значено, овдека значи може да го видите, после ќе се качиме балконот каде што јас со стрели сега со срце напаѓав на власта и го гледате оној круг кој што е многу интересен. Со тој круг фактички почиња, тој ми е како некој наговестување, тој знак уствари дека овдека нешто се случува, што јас се уште не бев сигурен во тоа. Она се осигурав максимално кога се случи како што го зборевме, повторно ќе го кажеме. Значи тој круг овдека што го гледате, 2 круга има. Кога го ставав, значи овдека дојде човек, баш беше овде, ме викнал од згора, ние бевме со кран и го стававме кругот и ми рече, знаеш ли што значи тоа? Реков, не знам што значи. Бараше објаснување, реков, не знам стварно како дојде до тоа. Реков, така ми се има визија. Отидов во Охрид во старите манастири да го пронајдем тој знак што треба да го ставам тука. Така да тоа е една приказка, значи голема како тој знак се случи баш да го ставам овде, но многу интересно е што знакот кога го ставав, тој ми кажа, тој го отвори на телефонот, тогаш имаше телефон со слики, го пронајде знакот, вика, ова е 5776 година пред наша ера. Знак кој што одговара по календарот на денеска денот кога го ставаш. Што ја реков, ова невозможно е. Но си го ставив така во глава како нешто, бидејќи јас сакав да направам она што треба да го направам, а не она што сакам да го направам, така да малце ми даде до знање дека овдека можеби нешто ќе се случува. Така да понатака ќе продолжиме сега да видите целата куќа скулптура и целата е замотена во македонско сенце. Овдека имате 8 зрака десно од кругот ги гледате, тие се 8 кои ќе ги броите и 8 од другата страна 16, 8 има овде и 8 има доле на ламелата на лифтот која што не се гледа 16 и 8-16 се крака горе на балконот од македонското сонце, а исто и на самиот балкон ќе го видите мозаикот е 8 кои што се огледуваат во едно огледало и прават 16. Значи целата куќа е замотена во македонско сонце. Да отидеме веднаш до куќата и да видиме како што изгледа. Се надам дека се ќе ви се долови денеска. Зоки ми кажа на подкастот дека токму тука, кај овој корен, доколку некој сака да го отвори, нема катанец и ќе мора да го скрши овој ланец. Меѓутоа, доколку го скрши, внатре има некаква си клетва. Па викаш, јака му душа на тој што ќе проба. Така е. Значи, ова е све направено по знаци. Ова е коренот од дрвото на животот. Овдека почиња, значи, целата приказка започна со овој корен. Тој е закатанчен, значи, со ланец, но нема катанец. Значи, е врзан. За да го отвориме и да покажеме што пишува внатре, значи внатре ќе ви кажеме тестаментот на куќата. Значи не е тие некој што сака да го направи тоа што ќе го направи, него тој на кој што вистински треба да припадне. Така да овде почиња приказката и ова е цела куќа направена за Македонија, да остане вечно овдека. Така да воколку јас го пресечам ланецот, овдека има значи голема гол блесио, доколку некој друго скине има голема клетва. Пробал некој? Па пробуваат сега, затоа сум и тука. Значи со сите судски спорови, мој некој сака да го скина овој ланец.
Така да тоа е тоа. Иначе секоја од овдека, значи секој камен се има символика, значи ова жолта боја го представува огинот, плавата боја е водата. Водата и огинот се знаковот на уметноста. Кога ќе се спојат се ствара таа експлозија хемија каде што со зраците на сонцето овдека 8 има и од другата страна 8, 16, значи патуваме до бесконечноста со македонското сонце, горе е плавата боја. Сега ќе влеземе во листот и ќе патуваме во дрвото на животот. Ајде. Пред да влеземе ти кажам нешто, значи горе има гледате една табла која што е напишана пред да се направи куќата. А на неј запишува овој објект е екстериерно и интериерно работен без проект, цртеж и било каква скица. За инспирацијата напишана е книга Бесконечност во која детално е објаснето на страната од страна на авторот Зоран Илиев. Оваа книга не беше напишана и оваа куќа не беше направена. Некој кажа да ја направиме овдека, тоа е посебна приказка долга, како се случи тоа. И оваа табла беше сокриена во гаража и седеше таму и жена ми прашуваше што пишува на оваа табла. Викам, еден ден ќе видиш што пишува. Кога завршив куќата, кога остварив мојата зададена задача, тогаш ги викнав сите и ја ставив на таблата. Која напиша? Све е на 6 години пред да се прави куќата, таблата е напишано. Значи све е направено наопаку до таа мера да биде оригинално, да не може никој пат да го повтори. Како што кажавме, книгата е напишана наопаку. Значи целата почне од позади, првата страна е од позади. Така и ова куќа е направена целата наопаку. Буквално како што не може никој да ја повтори. Значи со овој лифт фактички се качуваме догоре. Да. Многу интересно изгледа све ова. Мене ми кажа дека ќе почувствувам некоја енергија кога ќе влезам. Така? Не, ќе ти кажам каде е енергијата после. После? Да, таа енергетската слика, ја покажам после. Ајде. Каде се наоѓаме моментално и што значи овој дел? Значи, моментално се наоѓаме на кинокултура од озгора. Добро. И значи овдека ќе видиме дека куќата од целата е фактички скулптура и од надвор и од внатре. Овдека се, значи ова го покажува, значи македонското сонце. Гледате овдека се прекршува, значи тоа се 8 со 8 значи 16. Меѓутоа овие 8 се спојуваат со ламелата, а овие 8 се спојуваат таму ќе видите каде Александар Македонски најава на коњ на Букефал, кај се спојуваат со него. Така да целата куќа е скулптура. Значи ова е аго, фактички ова е најдобриот пресек на куќата. Ова е бродот што патува низ времето. Значи одоздола гледаме кај што беше експлозијата, со зраците до плавата боја патуваме до бесконечност. Стариот завет се наоѓа значи горе во кругот, 5776 година пред наша ера. Куполата го представува новото време, значи, али преку другиот пресек одиме во нашата историја кај Александар Македонски. Гледате, Александар Македонски има исто 8 зрака. Тие 8. И тие 8 таму што ги гледавме претходно, 16 се спојуваат во сонцето. Овие 8 и тие на ламелата 8 повторно прават 16. Значи целата куќа е замотана во македонското сонце. Кровот е усукан, направен намерно таков да не може повторно да се повтори и фактички старото време, куполата го представува новото време Исус Христос и усуканиот кров ја покажува иднината. Фактички ова е брод што патува низ времето. Добро, како знаеш? А од озгора има круна и крунисен да остане вечно за Македонија. Како знаеше све тоа да го склопуваш? Едно по едно. Види, јас имам визијата, после работиме, луѓето нормално не знаат што прават. Јас им кажувам, со нив им помагам, ги учам, бидејќи ова е многу знања треба, тука има и скулптури, Како има и работата уметност. не знаат што работат. А не знаат, само со рацете јас му кажам сечи ова, лепи го ова, тука сечи го ова, лии го ова и така натака. Јас ги моделирам, јас главните работи ги правам, калапите ги правам, тие само одливаат, лепат како јас што ќе им кажам. Буквално нема правено е без кене, тука со јажење у буриња седевме. Да? Да, мислам епте на рачно направено. Штета еве ми ги украдува камерите и си се што имам снимено. Да, не можеш да веруваш. Ја го замолам некој евентуално што ги земал тие камери у куќава, не се битни камерите, ми требаат касетите, оно што е снимано во касетите. А што се случува денеска со оваа куќа? Оваа куќа денеска ја води еден агент, односно во негово владение, бидејќи јас сум мој дел, затоа што имам судски спор каде што некои луѓе се упишаа во дел од куќата и сега имаме судски спор, со кој што судски спор треба да докажеме дека фалсификатите кои што се направени треба да се отстранат и нормално да се врати у
целата комплетно каде што треба да биде. Ќе влеземе ли внатре? Да. Сега се наоѓаме внатре во куќата, она што најмногу имаше интерес и од ваша страна што прашувавте, со оние знаци кои што ги спомнавме во подкастот, а се 8. 6 се покажани во книгата која што е напишана. Па да започнеме, ја мислам да си имаме некаков си континуитет и концепт на видео. Еве, ова е првиот, така. Што е овој знак? Значи овој знак, значи јас со нив 160 км од овде, се почиња значи од Источна Македонија, 160 км од овдека, од кај што јас потекнав, односно татко ми, дојдем тука на мене многу млад, имаше едно дрво кое што беше на меѓа, помеѓу мојата фамилија и некоја друга фамилија. Тоа дрво, јас има визија дека треба да го исечам. Да го исечам и да го донесам тука. Ако го исеков дрвото, тачно го исеков на 3 дела, го донесов овде и му кажам на работниците, чистете го све. Овој немојте ништо да пипате од дрвото. Никако нема ништо да пипате, затоа што знаев дека нешто ќе се случи. Викам све ќе изчистите, пошто имаше мравки, имаше бубачки све и после тоа викам ќе видиме што е ово. Кога го изчистија дрвото, од време на време викав жена ми, она вика бе што правиш бе вика. Да. Викам тоа виша сила, многу е тешко да некоја те разбере, мада она ме поддржаваше само. И кога го исеков дрвото, ги споивме 4 дрва. Меѓутоа 4 дрва не направија ништо. Што се случи? Како јас ги читам знаците. Кога дрвото го сечев, целото беше исушено, но една гранка, која е ова гранка, може да видите, таа има друга боја. Таа гранка фактички раѓаше сливи. И сега јас морав да го прашам комшијата, пошто имаше таму 12 сливи, дали можам дрвото да го исечам. Бидејќи не беше на меѓа станено. И го баравме у селото човекот, го најдовме човекот, викам, слушај, мама, знам колку треба за сливите ги ти платам, викам, и што треба, ова дрво ми треба. Сечи го, вика, 12 сливи, вика, што ќе ми вика, сечи го, викам, има зашто го сечам. Така да, ова беше ставена, погрешно беа деловите склопени, тоа беа 3 дела на дрвото. Меѓутоа, мене асоциацијата на ова, на овој рог, ми беа овие рогови. Овие рогови беа 13 години стари, и овој бик беше земен од зоолошка градина. Значи беше умрен и јас ги земав тие рогови и ги чував, нешто ме влечеше да ги земам. Така да кога ги ставив овдека, а веќе горе го имав ставено овој бикот, јас видов дека гранката која што враѓаше сливи треба да стане прва, а другите 2 дела втори трет од дрвото. Кога ставив гранката прва, фактички јас, пошто сум надрелис и пошто сум уметник, го препознав бикот. Погледнете, ова му е рогот, ова му е главата, овде имаше едно око му е извадено, ова му се двете предни копита и тие му се двете задни копита. Ова му е телото и ова му е пашката. Ако може да го видите, тој е надрелен бик. Овој бик фактички што беше предвиден се појави доле. Но јас не му го знаев неговото значење. Што е неговото значење? Кога се појавија многу знаци. Значи тука дојде една жена која беше историчар на уметност и она вика што правиш? Ти викам правам све нешто, викам по сонови, по визии, викам не знам што правам. Вика слушај да ти кажам. Овој бик вика. Зашто си го ставил тука? Викам не знам. Што е жената вика у хороскоп? Јас викам не знам. Да? Да. И од тука вртам телефон. Ја прашај, вика жената што е хороскоп. Викам, абе слушај, што си ти хороскоп? Абе како не те срам, не ми го знаеш. Абе викам, знаеш ти дека мене не ме интересира ти работи, викам, кажи што си. Вика бик сум. Не. Да. Вика нејзиниот знак, вика она ми каже, вика жената е бик, вика провери. Нејзиниот знак вика требаше да стои у кујна дека и децата. Ова беше направено за децата. Значи тоа е првиот знак што се гледа. После тоа продолжува со читање на знаците и одиме горе тука. Ова е вториот знак. Ова е цртан. Ова е круг поделен на 2. Предвидено е што уствари треба да биде ова. Меѓутоа не знае што е ова. И он вика што е ова, вика круг поделен на 2. Ваква асиметрија вика не постои нигде. Вика што ти значи ова? Вика не знам. Ја тука имаше кревет и тука требаше да спијат Александар и Леонард, двата мои сина. Викам треба да спијат тука, ова е за моите синови. 2. Вика што се они вика у хороскоп?
Викам не знам. Како Пак да телефон. децата што ти се? Па не знам, хороскопските знаци не ги знаев, ги знам датите. И ја прашам жена ми, Ане, викам, ака слушај, што се викам Леонардо Александров хороскоп? Вика близнаци. Ова е знакот близнак. Круг подена, давај таму се веќе предвидени Ти ова го двата. правиш пред да знаеш Да што се знам, твоите. да знам што е. Јас само го правам, ова ми го открива жената, викам, која што со кустос од Елена од музеј на Македонија дојде тука и она уствари ме научи да ги читам знаците. За мене е многу лесно да ги читам знаците. Вито она ме научи, вика круг подена на дватиот знакот на близнак, вика точно се го определи за све и местото каде што они ќе спијат. Значи тоа е вториот знак во куќата на бесконечност. Одиме од третиот. Одиме на третиот знак сега. Знаеш што ме интересира, дали како ја правеше куќата, сам ги откриваше знаците, односно ја правеше прв па втор па трет или како одеше таа тој Значи јас само правев што нешто треба да правам. Прва што ми ги откри знаците, ти кажав ова жената од Беород што дојде, она ми ги откри знаците до четвртиот знак. После веќе јас продолжив да ги дам знаците да ги следам. се научи да ги препозна. Се научив да ги препознам. После Ова е- да ги препознам и се уште не верував до 8-миот знак, се уште бев забура, на крај се уверив дека Има нешто. дека има нешто. Ова е третиот знак. Ова е третиот знак, да. Што е ова? Ова е знакот на Господ. Овде горе ги имаме обратните пирамиди што влечат негативната енергија. Значи фараоните тука се чувари. Овој знак е знакот на Девица. Ова е соба дека што спиеше мојот син Давид. И нормално. Неговиот хороскопски знак беше Девица. Отпосле го дознаваш После го тоа. дозна, да. Значи она до тука ми ги читаше, вика, дека ти се излезени сите хороскопски знаци да се Што на целата значат- твоја фамилија. Што значат фароните? Фараоните си Зошто види ги фараони? ти кажам. Јас гледаш каква поврзаност има. Последниот објект што го правев фактички се отворил пирамида. Знаеш каква има све има поврзаност. Последниот објект се отворил пирамида. Значи има некои знаци кои што можеби и у прв момент не можеш да ги прочиташ и после тоа ги сваќаш зашто се тука, ме сваќаш. Да, да. Нормално обратните пирамиди тука имаше некоја негативна енергија која што требаше да се извлече, 100% сме предвидо. И он беше неговата соба, се беше на право место. Мене ми кажа дека твојот помнацин Александар Да, Александар. е тој што цртал и од многу мало исто тој добро цртал и ги правил цртежите како оган и вода. Ова е една од тие слики. Да, ова гледаше негова слика, негов надреализам, но многу сличен со мене, гледаш како дрвото се уклопува водата, огинот, мразот, он така сликаш и фактички ова слика испадна дека фактички треба да стои тука. Така да, она како што кажав е многу сличен со мене и затоа ја снеф ова слика. А еве го мојот израз на огинот и на водата. Значи овдека огинот гледате ова слика, целците слика, огинот значи од згора гори, го топи мразот. Да. Мразот се топи Да. и го гаси огинот. Неподносливоста на огинот и водата фактички е уствари тој апартман што ќе видите после, каде што целите поделена на два, огинот и водата не се поднесуваат и затоа целите е скршен на пол. Тоа е знакот на Тоа е уметност. знакот на уметност, кој што јас го дознав фактички овде во куќата. Овде во куќата дојде архитект кој што ми даде карта од тарот, која беше идентична на собата што ме надо. Скоро иста и целата беше поделена на два, пола плава, пола огин. Фактички јас таа карта после ја изучив и ја пронедов дека фактички е знакот на уметноста. Одиме да го видиме четвртиот знак. Значи, ова е четвртиот знак, тоа се рибите, кои што се наоѓаат во детектор со 4 листа. Значи, тоа е мојот балкон кај што јас творев, кој што е надреално, видите, каде се наоѓа испод бесконечноста. И тука е моето биро, тука јас ги стварав моите идеи. Значи, Тука ти било како канцеларија? да, ова беше детелина со 4 листа и јас правев детелина со 4 листа. Меѓутоа, исто и овој знак ми го пронеби, значи, особата од Беород, она вика, не дечко, ти немаш детелина со 4 листа, лева и десна имаш 2 глави и 2 опаша, ова се риби. Рибите се... Ти не ги примети да Не ги правиш? приметив, не ги приметив, Вие после се ги гледаат застаклив. барем јасно. Да, после ги застаклив за да се види, али она ги виде уште кога беа во една, гледаш каква форма е. И јас детелината уште не ја приметив. Да, До сега. јас ја правев детелината Покажи и врт. балконот. Покажи во. Детелината и балконот, а после она ви рече имаш 2 риби лево и десно,
До тука, значи, до тука. Ти биле рибите само во златна варијанта, без да ги средиш. Без да ги средам, да. Само рамка. Освен тоа ги Само средиш. рамка. Само рамка и она вика имаш два. И вика, добро вика, што си ти вика хороскопски знак? Риба. Риба, риба. Вери. А петиот? Петиот знак сега веќе не е тука. Она веќе почина да се случуваат другите работи. Петиот знак е го доле спод нас. Значи, рибите и знакот, петиот се делот од бесконечноста. Меѓутоа се спојува. Значи, овдека ги ставив имињата на децата. Тоа е Д, белата боја, Давид, А, зелената, Александар, Л, тоа се трите сина Леонардо, и ние се презиваме Илиеви. Но, четвртата ќерка не беше родена, се крсти Илхана, така да имињата нивни, ставени овде, го ставија името на најголемиот надреалист у светот, Салвадор Дали. Точно од него, од кај Дали, од неговите иницијали, ќе ја погледнете горе, најголемата надреална форма направена на бесконечност. Кој што ќе раскажам? Ова го правеше без проект, без ништо. Кој ќе го прави тоа? Демо нека го стави на хартија некој. Нека го стави на хартија и нека го направи. Многу јако. Шестиот знак одиме паматен. Значи тоа е петиот знак, после ќе раскажеме бесконечноста. Шестиот знак веќе Значи ова е шестиот знак. Шестиот знак се појава во лифтот доле. Како се појавува тој? Значи, еве гледате, значи слика имам за ова, ќе ви ја покажам после сликата, што ми ја носи човек. Дори јас ова го правам, човек доаѓа и ми вика имам нешто за тебе. Ми дава една слика, која што ја слика, ја гледам истото она што го правам. Тој беше човекот на Давор Диор, познато студио, татко му, дедо му уствари. Викам, што е ова? Викам, што е? Вика, не знам што е, вика, ама вика, ова ми е за тебе. Без да го прашам ништо. Викам, добро, што ме за мене, дај, викам, дојди да видиш нешто. Ја ова сега моментално го правам. И доаѓа он тука и го гледам ова, истото го правам јас, а како доаѓа јас и да го правам, бидејќи во лифтот требаше да ставам нешто кое што треба тука да биде. И, знаеш, жена викам, стај некоја бордура убаво, не викам, тука мора да видиме што треба да се стави. Така да, буквално некоја Божја премисла имав и према ламелата на лифтот горе ги гледав и викам, помогни ми што да ставам во лифтот. И тогаш ги видов зраците фактички што ги видовте на ламелата од лифтот. Тие се во форма на солзи. Кога ги споив 16 солзи, се случи ова. Истото тоа ми го донесе човекот на слика. А македонското знам. Не, отидовме, сега ќе ти кажам што е ова. Мислам во средина. Да, во средина, меѓутоа ова што е сега ќе ти кажам, ова отидовме у француска библиотека да го пронајдеме како знак што значи. И таму го најдовме, а он ми ги донесе во камен сликите што ги видите. Го најдовме и таму пишуваше дека ова е спиралата на вечноста, која што Александар Македонски ја носи на штитот, кога влегува Малазија и го сече Гордиевиот чвор. Гордиевиот чвор сум го направил горе без да знам, а во книгата самиот се пресекол. Не знам што аз порано приказвам. Верувам дека и вие останувате вчудо невидени. Све ова го правиш и отпосле го дознаваш. Да, отпосле го дознаш. И само така може да го направиш. Значи, ако знаеш што правиш, нема да ти се отвори патот, интуитивно нема да можеш да го доловиш. Значи, еве го Ова е кажем. случајно пак? Да, ова е пак случајно. Во книгата самиот Гордиевиот чвор е пресечен. Чворот фактички тука се пресекува. И книгата е направена за 7 дена во еден здик, никој ништо не сум гледал, едноставно сум објаснил и едноставно кога ја монтирале, чворот се пресекол. Меѓутоа ова е шестиот значи во куќата со кој што јас мислев дека заврши куќата. Тука мислиш дека Тука мислев дека готово нема повеќе, Имаш мислев уште дека два. 6 чуло, меѓутоа има уште 2. Одиме со седмиот. Многу интересен момент и дел ми беше во подкастот кога зборувавме кога влегол папагалот. Да. Тоа е поврзано со седмиот знак и Да. кога се кител на неговите перија. Да. Што е седмиот знак? Значи седмиот Они знак го е гледаат и на слика во моментов. Да. Значи седмиот знак е фактички папагалот што влегува во куќата. Јас и жена не седевме значи на маса, на две столици една маса, немаше ништо во куќата и папагалот одираше по прозорот. Јас таму буквално бев уплашен. Значи влезе во куќата, слета над мојата книга, на една од моите книги и го сечеше потписот со клюнот. Мојот потпис го сечеше, фактички потписот на бесконечноста го сечеше и се китеше со него.
Така да сватив дека куќата не е завршена со 6 потписа, односно дека духот почне да влегува во куќата. Значи духовно веќе нешто влезе, материјално влезе само. Истиот папагал горе го имам направено во стакло. За жал е уништен, 2 папагала направив, ќе видите лепезата кога што се отвора, ќе пробаме да ги најдеме. Малце се скршени, тоа е од стакло направено све. Така да после тој папагал влезе и вториот папагал, кој што јас ги имав предвидено горе дека значи ќе влезе во куќата. Папагали влезе? Прво влезе едниот, го сечеше од потписот, после влезе вториот. Вториот што правиш? Тие беа пар, најверојатно се бара еден со друг. Многу интересно. Меѓутоа, што е знакот? Мислам самиот нацрт. ова е знакот, ова е бесконечноста што после ќе ви објаснам, кај што сум ја подпишан. Океј. Тоа е тоа е едно најголемото надреално дело, од каде што све почине и завршува на еден чуден начин кој што фактички гледаш дека не може никако да се намонтира и да се смисли и да се проектира и така натаму. Добро, за бесконечноста ќе збориме по осмиот знак, оној последен знак. Осмиот знак, ако добро се сеќавам, е иконата која што си ја добил од попот. Јас од тука можам да ја видам, вие ја гледате во моментот. Значи, Во книгата ја немаш. еве го, осмиот знак, гледате, тоа е овдека, празно, значи празно, а предвидено во бесконечноста. Гледате дека во куќата е предвиден знак Света Тројца. Ова е дрвото на животот, Бог Исус, Адам и Ева, и рајот во кој што живееме со 8 стуба. Погледни го дрвото на животот, Бог Исус, ево го Адам и Ева, и рајот во кој што живееме, али горе во мусандрата не постои, овдека е предвиден, но овдека го нема. Во куќата завршена, знакот го нема. Овдека празно. Тој знак, значи, ми го носи попот на осветување на куќата. Кога ние го бараме информации, кога се јави жена ми, значи попот рече, јас дали ова куќата на Зоки Роџер, жена ми вика, овој те знае, реков, од кај ме знае попот. Тој вика, имам нешто да ти дадам, јас те знам, те чекам да се јавиш. Добро, реков, дојдете 3 попа да осветите куќата. Влегува тите попа и тој ми ја даде иконата Света Тројца, која што е предвидена, а не направена, бидејќи јас 5 години дури ја правев куќата, не можев да ја најдам македонската верзија на Света Тројца. Значи, последно бев кај уметниците, кои што ги имаат сите икони, бидејќи јас сликав многу икони, извезував икони, таа верзија не постоеше. Имаше руска, бугарска, српска верзија, но македонска верзија не постоеше. Кога влегувме тука, попот ми ја даде, значи, иконата. Зошто ми ја давате попе оваа икона мене, јас се барам 5 години, сега ќе ти кажам. И тогаш, значи, ми кажа дека тој сонел сон да направи манастир во Скачковце, Света Тројца, и нешто го поврекло да влезе, значи, кај мене во дуќанот. Јас не бев во дуќанот, беше татко ми се јави, јас бев во Италија, и рече, дојде на свештено лице, бара помош да направи манастир Света Тројца. Ние му дадовме помош, јас му рекол на татко ми, дај му средства, и тој ден денеска во Скачковце има манастир Света Тројца, каде што јас бев, и тој ми рече, првата икона од манастирот ти ја давам тебе, бидејќи ти си првиот човек што ми даде средства за да го почнам манастирот. Така да таа Света Тројца икона влезе во куќата, како што ја гледате на сликата, и јас ја насликав и ја ставив таму кај што беше местото. Така да духот, осмиот знак, кој што после ќе го видите надреално како јас сум го извел, влезе сам во куќата, куќата се освети, ја добив славата Света Тројца и заврши приказката куќа на бесконечноста. А сега мислам дека време да збориме за бесконечноста. Сега, еве, можеме да ја покажеме фактички како јас сум ја долел во таа бесконечност во една надреална форма. Но би сакал пред тоа и да видиме сега оние стрели со срциња. Секако. Да погледнеме и горе куќата. Значи ова беа знаците кои што ја осветија куќата, каде што куќата, осмицата дојде духовно и со знаци, а иначе ќе ви покажам како јас сум ја направил бесконечноста во надреална форма и ќе ви ги покажам сега сите други артови со значење во куќата. Ајде. Значи сега ќе ви објаснам бесконечноста, најголемото надреално дело во куќава,
каде што ќе видите старото време, рајот и иднината како се спојуваат. Значи се почиња од оваа графичко представување на самата бесконечност. Што содржи на мојот хороскопски знак Риби, кој што го видовте горе? Го содржи пожавот на бесконечност, каде што старото време, сегашност на иднината се спојуваат преку 8-миот столб, 8 столба на рајот во кој што живееме, ево јадан кој што го осветлуваат со каменот рајот во кој што живееме, Бог Исус над сите нас, замислената икона Света Тројца која е 6-тиот знак, која е 8-миот знак која што доаѓа сама, предпоставена, и овој графички приказ целиот значи преку иницијалите на најголемиот натуралист Салвадор Дали. Сето ова е фактички содржано овдека, но е покриено со стакло, бидејќи се уништува, како и многу работи у куќата, пошто не е заштитена. Ја посетуваат луѓе, но не е заштитена, се уништува и затоа го покривме, за да може да но еве го тоа е тоа истото. Значи и сега го покривме да не се уништува. Значи од овде преку зелените камења, гледате, тачно стигаме до 8-те столба. 8, значи сликата експандира. Преку надреалниот знак, значи експандира до 8-те столбови. 8-те столбови се качуваат горе во рајот. Значи идеме од старото време према рајот. Рајот го објаснуваме како? Првите 3 стуба, значи одат од старото време према новото време. Усмерени се, значи во еден смер. Вторите 3 стуба, значи четвртиот, петиот и шестиот, идат во обратен смер, значи идат од сегашното време према иднината. Шестиот столб се претопува во слика, за да каже дека цело ова што го доживувате е една надреална слика во нова димензија. Седмиот столб е слика од рајот во кој што живееме, а 8-миот столб се качува горе на третото небо во иднината. И фактички ја спојува, го спојува целото време во една слика. Враќајќи се назад, значи иднината, преку рајот во кој што живееме, старото време, каде што се покажани точките на акупунктура на човекот, врти преку скалата е направена намерно дело стакло, кое што го прикажува идното време, потоа доаѓа сегашноста, каде што доаѓа Исус Христос, раѓањето на Исус Христос, и се симиња доле, преку овдека манастирот кој што фали, за жал, Свети Наум, и преку нашите корени во Охридското езеро. Значи, ова е една слика која што почиња од една точка и се враќа во истата точка. Значи, целата ова фактички надреална форма со знаци е фактички една слика во некоја нова димензија. Тоа е фактички бесконечноста на која јас како автор со знаците кои што се појавија имам реализирано, а она што влезе духовно да дооформи беше значи 8-миот и 7-миот знак. А манастирот и го украле? Манастирот за жал го украле. Жално е, јас мислев дека оваа куќа ќе биде видена, дека можеби ќе биде еден музеј, но тоа не се случи и ете делови фалат, манастирот е украден, многу други работи, на што... Сакале да ја слушнат оваа приказ на некој? Никој не сакаше. Куќата само двајца од политичари сакале да слушнат, никој не сакаше да слушнат. Или народ дојде жално што треба да издаваш апартмани тука, вакво нешто треба да биде музеј. Она беше наменета за такво нешто и требаше да остане за Македонија за да биде така нешто, да остане вечно, меѓутоа не да може некој ќе ја купи, ќе офрла од дела и дотука ќе биде. И кажат дека во еден дел од куќата може да се почувствува некаква енергија. Па можеме да идеме да видите енергетската слика, тоа е едно изузетно авторско дело, ова е димензија поголема од таа, но и таа е една интересна димензија која што не е видена во светот. Можеме да објасниме енергетската слика. Ајде. Пред да ја објаснам енергетската слика, како што се минјаме овде по скалите, сега да објаснам дека дрвото на животот влегува во куќата и тој живот се трансформира. Погледнете дека гранката од гранка поминува во слика. Сликата продолжува во гранка. Гранката повторно гледата продолжува во стакло. Стаклото повторно продолжува во гранка, гранката продолжува во слика. Фактички тоа е све направено на ниво, за да не може никако да се испроектира и да се повтори. Никој. Не може никако да се стане на харта па да каже некој јас ќе го сакам, јас ќе го направам. Што е направено, значи надреално да не може никако да се повтори, значи по мене оригиналот е тоа, што не може да се повтори. Се она што има проекти може да се повтори, тоа е. Да. Ова фактички го предавам се на факултети во
Да можат и други да прават вакви. Па да можем да им отвораме на чакра да видат дека Надреализам. постои некој друг начин на градење. Нешто што треба да биде оригинално. Значи, енергетската слика фактички е пресечена со вратата. И очите надвор фактички одат во небото, тоа е еден лик кој што фактички небото надвор, го гледате, преку сликата, кој ќе се отвори вратата, сликата се комплетира. Околу вратот го има, значи, има брош. На брошот е тука покриена со креветот стариот завет, над стариот завет го имаме другото небо. Небото надвор и небото внатре се спојуваат преку вас кој ќе ве стам како медиум. Ќе видите огромна енергија. Кога ќе се затвори вратата, енергијата прекинува. Треба точно тука се поставиш малце полево, иди и кажи 1 2 3 1 2 3. 1 2 3, 1 2 3. Може ли? Не. Овде ќе осетиш нешто во уши. Пробај. Осеќам тоа, да, Па тоа е. звукот се. Ете, тоа е енергетската слика. Да, што ќе се затвори вратата? Не. Што ќе се затвори? 1 2 3. Веќе го осети да. Некој не може годно го сеќа да. Че ги стои. 1 2 3. 1 2. Тоа е фактички слика што ги спојува значи енергиите од надвор и внатре, тоа е нешто ново. Ќе се затвори? Се затвори се прекина. Се прекина. Нема енергијата се. Мислам дека е само до акустика. До акустика? Да, до акустика е, меѓутоа тоа е тоа што сум ја го направил, како да ти кажам, ставно нешто што светот не го види. Случајно. Тоа е тоа. Еве го дрвото на живот, видиш како Ова е дрвото на живот. Со гранките, значи светло здава тука. Многу уникатно мислам, Роџер, како си го направил ова све, човече? Ова е стварно убаво да се види. Од дрвото на животот гранките формираат балкони. Балконите имаат пораки кои што не се читаат. Треба да запалам светло да прочитат луѓето што сакам да кажам. Добро, Све е секој приказка. детал до ситница ги имаш. Све е приказка, да. Мислам. Добро, ајде на балконот да ни кажеш што се тие стрели и зошто имаш срце, мислам дека така ќе го финишираме целокупниот Па да видиме. проект да. или видео, како да Сега, го наречам. Пред балконот чекате нешто друго се случи. Ова е соба која што е на пола. На пола тоа е фактички неподносливоста на огинот и на водата. Ова половината, плавата боја значи И водата. сега има една многу интересна работа, покажи ми. Значи целата слика е поделена на два, цела е скршена, дури и овдека се крши целиот простор. Овдека се двата лика направени во 3D димензии, овдека фактички е кујната. Си сакаш во Мене кујна. е тука за Гениално. да, за да може да функционира како пат направи. Тука некаде е крајот на ова видео, меѓутоа не може да заврши без да објасниме што значи овој балкон, што значи овие стрели сега се ставени најново из срца. Кога го правиш, што размислуваше кога стави стрели? Види, јас едноставно го правев она што го осеќав и она што го има како информација. Значи овој балкон требаше да нападне со стрели на било која власт. Значи јас сум определен партиски никопут, но ете, моето недоразбирање, авторски јас, за да ме види некој, реков ај ќе ме нападне со стрели, може би некој ќе ме види, па ќе каже што напаѓа овој со стрели, да видиме, да му се качиме у куќава што сака да каже. Меѓутоа не се појави таков интерес. Немаш интерес никој да праша. Освен Кирогли Горов. Кирогли Горов беше тука, да, тој со него, значи, долго време поминавме заедно. Имавме несогласување некој, каде што јас му докажав дека преку знаци и преку енергија, јас му кажувам кои сме ние, од кај сме, а не преку историја која што гледате ден денеска се менува, а не пред 2000 или 3000 години некој ќе ни кажува вака или така. Меѓутоа знаците и енергијата си го кажуваат тоа на еден друг начин. Така да уметнички направнав и не со смисол да некој ја го напаѓам, него често да бидам приметен, артистички напад, така. А овој баш го прашав кон претседател што мислите вие за ова? Ово мој чувство напаѓа вика. Како така чувствуваш? Да? Да, така Не ти направија некој проблем? Не, немав никакви проблеми. Никакви. Тогаш? Не, немав тогаш никакви проблеми. Така да тоа е тоа, понатака како што ви кажав, единствената жена што осети енергијата овдека беше Есма Реджепова.
кој раскажа куќата на бесконечноста, онам што кога влезе почна да плаче, да се смее, да плаче. Знаеше вика кога сум ја родена. 8 минути, 8 сат, све осмици. Јас сум вика најбесконечната жена што постои на планетата. И она беше една од првите 500 кои се потпишат во книгата на посетители. И фактички она ја осети таа огромна енергија. Втора ја осети жената која што одеше пирамиди, кокино и мојата куќа посетуваше од Шведска. Она ми рече да ставиш срца вика и да ги нападнеш со љубов. И пази вика со каква боја ќе ги офарбаш. Така да ја ги нападнав со многу љубов и ставив срца на сите стели и ги нападнав со многу љубов. Меѓутоа ете за жал оваа куќа не се одржава, едно срце беше фали, дали паднало, дали некој го уграл. Може ова видео да направи уште поголема гледаност на куќата и некои, знаете какви луѓе има, сакаат нешто да земат, да имаат за успомен и така да треба да има некој кој што ќе се грижи за оваа куќа. И беше добро да некој ја примети и да остане тука вечно, вака. Добро, што посакуваше што се случи со оваа куќа? Куќата требаше да биде по правило музеј. Да остане за Македонија, да има кустоси кои што ќе раскажуваат целата приказка и она што е направено. Да остане вечно и да биде нешто стварно многу различно. Затоа што луѓето од цел свет што доаѓаат само тоа прашуваат. Никој ли не те види овде? Не знам. Јас се надевам дека преку ова видео ќе видат повеќе луѓе. Куќа луѓе. направена 2006 година завршена. 2001 е почната? 2006 од 2006 до сега која го колку години? 15 колку се? 17. Повеќе. 2006, 2016, 2026, 17 години. 17. Ни видео, ни некој да се заинтересира, да каже, тоа е тоа. Едноставно, некои луѓе со некои лоши намери гледат да присвојат, да направат некој, там нема да мислам точно. Јас ти кажам, мојата Има подршка тука некоја поголема имаш. сила што треба и така да. Но еве гледате на какво стратешко место. Значи до мене Свети Константин Јелена. До Свети Константин Јелена е мајка Тереза. Овде имате министерство, овде е Арам. Пред нас е владата на Република Македонија. Јас бев како некој развигор. Нешто пред се да се случи. Нешто покажав. Најверојатно требаше да бидам искористен. Најверојатно. Мојот сон беше да направам такви работи у Македонија, да цел свет дојде у редици и да не можат 50 години да стигна до Македонија и да видат она што ќе го направам. Тоа беше мојот сон и ги имам и проектите за тој сон. Да цел свет дојде и да мола да дојдат тука да направат еден аеродром колку што е 10-50 пати поголем да не може да ги собере луѓето. Да сите да сакаат да го видат она што се го Мислиш дека е касно? Не знам да ти кажам, не знам. Веруваш дека може да се Ова го направив, продолжив таму се затвори, ова е се, значи дојдов во ситуација што ги кажа во твојот подкаст. Да. И што можев јас морав да се иселам. Многу е чудно што и се уселив на денот Света Тројца. Значи Светиот Дух, Да, што ме кажеш. влезе, ме даде ова е славата, дента кој излегав од куќата како некоја параноја, како некој хаос. Беше Света Тројца. Мене ми се луѓе, што преш, веќе сме кај тебе. Викам, зашто га мене? Па вика Света Тројца вече. Јас се селам, буквално со партнери со се отиду да живеам подред. Тоа е. Фала ти многу што ни дозволи да дојдеме кај тебе дома. Ме радува и мене, пошто толку и мене луѓе можеме ли куќата, можеме или не можете, меѓутоа ова видео колку толку ќе ве запознае, а некој кој што ќе сака има агент, па преку него нормално ќе видите како под кој услови ќе се договорите да може да ја видите, бидејќи има туристи кои што ова ја посетуваат. Тука сум за се за тебе да знаеш, мислам ти поддржувам во сите работи. Вас ќе ви се заблагодарам повторно на поддршката како и на секое друго видео. Да не заборавате да ставите subscribe. Многу близко сме до 100.000 и јас би ве замолил од срце да го споделите ова видео на секаде, бидејќи овој човек заслужува да му се слушне приказната и да се види едно вакво уметничко дело. Ако имаме време, можеби, пошто сум уште многу кратко време во Македонија, можеме и да ја видите, ако има интереси или па некој друг пат и други дел од приказката Роџер Пијано и таму има уште Ако имаме време да дојде, го правиме тоа. уште појака приказка таму, продолжувам со знаците многу јако. Океј. Поздрав.